Почитувани, со проектот Работно лето ги посетивме повеќето градови и населени места во Македонија, каде ги промовиравме и нашите кандидати за градоначалници. Масовната посетеност, резултатите и добриот прием од граѓаните ги надминаа и нашите најоптимистички прогнози. Иако се соочуваа со притисоци, заканувања и уцени, граѓаните масовно се приклучија кон овој проект. Можеме да заклучиме дека Македонија го крена гласот. Граѓаните покажаа дека сакаат промени во својата земја. Раководството на СДСМ покажа дека е со народот, да ги слушне нивните маки и проблеми и да им го понуди најдоброто од своите редови. Но ние не застануваме тука. Продолжуваме понатаму. Овој пат сите заедно, целата партија излегува на терен меѓу граѓаните. Денес промовираме нов проект кој е продолжение на проектот Работно лето. Под мотото "Отвори врата за иднината", заедно со граѓаните започнуваме проект од кој ќе произлезе програмата на СДСМ за локалните избори, како и програмите на секоја општина во Македонија. Програмите на СДСМ ќе бидат заедничко дело на СДСМ и граѓаните, и тие во себе ќе ги содржат предлозите на граѓаните, она што го сакаат за себе и за својата општина. На крајот на овој проект, секој граѓанин ќе може да се препознае во поединечните програми на СДСМ. Тоа ќе бидат програми од граѓаните за граѓаните. За реализација на овој проект, тимови на СДСМ ќе тропнат на секоја врата, на секој дом, во секој населено место, во секоја општина. Граѓаните ќе имаат можност за прв пат во историјата на Македонија самите да посочат каква иднина сакаат, каква општина сакаат, што треба да се промени, а што да се измени и дополни. Со овој проект СДСМ заедно со народот сака да испрати порака за иднина и подготвеност да ја води битката против сегашност. Почитувани граѓани, СДСМ ви подава рака. Заедно да креираме подобра иднина. СДСМ ви подава рака. Заедно да го редиме нашиот дом, нашата општина. Македонија може и заслужува подобро. Затоа ја повекуваме, отворете врата, дозволете иднината да влезе во вашиот дом. Ви благодарам, доколку имате прашања, повелете. Проектот ќе започне веднаш по завршувањето на нашето работно лето во Битола, значи пред одржувањето на големиот протестно-промотивен митинг во Скопје, значи ќе започне некаде од денеска за 10 дена, меѓутоа практично од утре веќе целата партија на оперативно ниво се става во функција на овој проект. И ќе трае до кампањата за локални избори? И ќе трае континуирано, трае во две фази. Оваа прва фаза ќе трае следниве неколку месеци, ќе има и фаза на овој проект која ќе оди пред самите локални избори. Значи многу порано отколку што е вообичаено, пред избори, надвор од изборна кампања, за прв пат на политичката сцена во Македонија, како и проектот Работно лето и промовирањето на градоначалниците, СДСМ ќе спроведе проект Врата до врата, што значи дека месеците октомври, ноември ќе бидат целосно од аспект на партијата посветени на овој проект. Дали вие всушност се подготвувате за предвремени парламентарни избори? Ние се подготвуваме за локални избори, во исто време сакаме да бидеме спремни за било какви избори. Разговаравте ли вчера на темата можни предвремени парламентарни избори? И каков е ставот за да се поврзано баш со тоа прашање? Ставот на Социјалдемократскиот сојуз по однос на тоа прашање неколку пати повторено, јас уште еднаш ќе го повторам, значи СДСМ е за предвремени избори. За нас првиот логичен термин е март, заедно со локалните избори, од многу аспекти, и економски, и практични, меѓутоа доколку се создаат услови порано и порано. Она што за нас е битно, во меѓувреме, не само да се повикуваме пред странците на изборниот законник и на изборното законодавство, туку да се создаат услови реални со ново изборно законодавство за фер изборен процес. И како го оценувате, апропо во смисла предлогот што е дојде веќе во Министерството за измени на изборниот закон? Како многу лош, на кој ние ќе реагираме со наши амандмани. Наша желба е да добиеме квалитетно изборно законодавство, затоа што
живееме ние во Македонија. Граѓаните на Република Македонија, не живее некој од Брисел во Република Македонија. Господине Петров, ова проектот бидејќи со граѓаните така сличен проект има и ВМРО допълнение, меѓутоа со овие на штампови кај што треба да стават идеи. Веќе видено. Зошто стана сега овој многу важен граѓанинот по програмите не само на нашата партија, него и на другите партии? Ние подолг временски период сме фокусирани на граѓаните и со проектот Работно лето. А она што е многу различно од проектот на ВМРО ДПМН е што ние одиме кај граѓаните. Не чекаме тие да дојдат на штандови поставени низ државата, што е нешто што е веќе видено на политичката сцена во Македонија, многу изборни циклуси наназад. Мислам дека секоја одговорна политичка партија, особено најголемата опозициона партија СДСМ, која има намера да ја води идната влада на Република Македонија и да ги води голем дел од општините во Република Македонија, е посветена на фактот дека граѓанинот е во центарот на значењето на политиката. Се што ќе правиме ние, ќе правиме за граѓанинот. И уште едно прашање, денеска беше објавен документ од Викиликс, објавен тој на Викиликс уште пред една година, поврзана со предизборието, за други избори, председателските избори 2009, кога според американската депеша кандидатот на СДСМ, господин Стручковски, е прогласен за многу по-конструктивен човек кој може да донесе некаков компромис со Грција во однос на името кој одговара на американските интереси, за разлика од неговиот кандидат активен председател господин Иванов, кој е опишан како да не одговара на американските интереси во Република Македонија. Останува ли СДСМ на таа политика и на тие листи? Прво, тоа што ми го кажувате, ако е така, не знам, тоа е личен став на Фрчковски. Тој ниту е член на СДСМ, ниту пак е член, уште повеќе, на раководството на СДСМ, како што во некои провладени медиуми се зборува. Тоа е негов личен став, за личниот став луѓето не може да одговараат. По аналогија на нештата, би требало да речеме ставовите на Тодор Петров и на Мартин Треневски, кои се екстремни и анти-НАТО, да ги прогласиме за ставови на ВМРО ДПМН. И многу други. Следно би сакала да Повелете. Во последно време има многу написи во медиумите околу незадоволството на партискиот врв со лидерот. Дали на синокешниот состанок воопшто стана збор за евентуална негова смена и дали навистина е атмосферата таква каква што се прикажува во делот медиуми? Атмосферата е токму спротивно од она што некои од медиумите сакаат да го конструираат. Можам да ви кажам дека председателот на Црвенковски ја ужива целосната поддршка на партиското раководство и плебисцитарната поддршка на членството на СДСМ. Лично верувам во Црвенковски до крај и секој мој колега во раководството верува во Црвенковски до крај. Благодарам.